Со положување на свежо цвеќе на високи државни делегации на спомениците на Методи Андонов Ченто, Кузман Јосифовски Питу и могилата на непобедените. Денеска во Прилеп се оддаде почит на 84 годишнината од подигнувањето на востанието против фашистичкиот окупатор. Се одржа и свечена седница, на која што премиерот Христијан Мицкоски повторно потенцираше дека е потребен целосен ресет на нашиот систем, доколку сакаме да бидеме функционална држава. Мицкоски рече дека доста е поделби на про-наши и про-ваши. Тој нагласи дека е потребен суштински диалог и договор со сите општествени фактори, како професори, академици, науката и пред се младите во Македонија. Подготвен сум да го поведам тој процес и да се обединиме околу платформа, не политичка или само економска, туку општествена, за целите што сакаме да ги постигнеме како држава и патот кон тие цели. Диалог што ќе биде заснован на принципи околу кои треба да се обединат македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци и сите останати, христијани и муслимани, стари и млади, затоа што покрај сите наши разлики Македонија е само една и таа останува да биде нашата татковина, а ние сите заедно немаме време повеќе за губење. Мицкоски се осврна и на состојбата со евроинтеграциите, каде што потенцираше дека нема да го прифати францускиот предлог и уставните измени, без гаранција од ЕУ дека тоа ќе биде последното барање испратено некогаш до Македонија, дека билатералните процеси нема да бидат никаква пречка за влез во Унијата и дека конечно Бугарија ќе го испочитува Страсбур и ќе го признае македонското малцинство. Да, за членство во Европската Унија. Свесни сме дека тој пат за нас не беше фер и нема да биде фер. Но не за билатерални услови и да за гаранции од страна на Европскиот совет, кој што мора, ако навистина сака да ја види ова мала земја која што во историјата многу пати покажала дека местото е заедно со нив во заедницата на европските народи, да испратат еден заклучок уште на следниот совет, Европски совет, во кој што јасно ќе кажат дека никој од нив нема проблем со посебниот македонски идентитет, дека никој од нив од тие 27 земји членки нема проблем со македонскиот јазик кодифициран пред 80 години и дека никој нема проблем од нив со повеќевековната македонска култура, традиција, обичаи на кои што практично се основа, се темели македонскиот идентитет. И да речат доста е, нема повеќе вето и препреки поради билатералните прашања. Мицкоски истакна дека во моментов Македонија има проблем со испораката на правдата, а прстот го впери кон судството. Мораат судството и обвинителството да излезат од канџите на поренешните политичари. И тие мора да се ослободат. Не може за милиони украдени пари да не се одговара поради нечија политичка близина. Иако е така, во овој случај нема правда, што ли се случува со многу други случаи на граѓани заглавени за ситни, но за нив многу важни предмети. Меѓу нив имоти, кривични пријави и граѓански спорови. Из овој ресет на системот што ќе го спроведеме не мислам на реванш, а во изминативе месеци покажав дека правдата е за сите иста и за, како што вели нашиот противник, наши и ваши, и овие категории нема да имаат разлика и за мене се апсолутно непознати. Туку или некој се огрешил, или не се огрешил кон законот. Или е криминалец, или не е. Или ќе има правда, или нема да не има. Премиерот рече и тоа дека владата во моментов работела на привлекување на неколку нови инвестиции, затоа што најважната битка од сите наши борби била борбата за стандардот и животот на луѓето.